Ние нашиот закон во секој случај нема да го повлечеме. Јас сум сигурен дека ако владата спрема целосно нов закон, на председател Џафери нема да му е проблем да најде креативни толкувања на деловникот за нашиот закон да биде минимизиран. Сакам да кажам, тој закон кој што ние го предложивме беше пуштен беше доставен од ССМ до Собранието на 17 декември, значи ако владата имаше желба и волја да донесе нешто такво, ќе го донесе до сега. Тоа што ние го поднесовме тој закон, всушност јас мислам дека беше главниот катализатор и се изврши со тоа фактички клучниот притисок за да се дојде до некој договор. Сега, тој договор, јас сепак морам да кажам дека на некој начин, иако се дојде до договор, се го илустрира, уствари илустрира слабоста и анемичноста на работничкото движење, кое што очигледно во држава не може да се избори за вистински реформи, за вистински права на работниците, туку успева да добие само вакви некои, како да кажам, половични решенија, што на некој начин представуваат, како вие да рекете, фластер на рак рана. Значи, оваа влада не отстапува таа политика која што претходно ја водеше и премиерот Зоран Заев. Значи, ние имаме ситуација каде што капиталот е целосно заштитен, во добри времења профитите остануваат приватни, додека загубите на капиталистите во вакви кризни времења стануваат јавни и сите ќе мора да го носиме бремето. Тука ова се однесува нели на тоа што кажаа дека зголемувањето на минималната плата нема да падне на трошок на работодавачите, туку ќе падне на трошок на буџетот. На некој начин самите работници ќе вадат од сопствен джеб за да ставаат во сопствен джеб. Значи, ние имаме една ситуација на социјализам за богатите и див капитализам за сиромашните. Но, во ваква ситуација, значи имаме ситуација на економска криза, имаме ситуација на енергетска криза, на огромна инфлација, луѓе веќе не можат основните трошци за живот да ги покријат, не можат сметки да платат, не можат леп на маса да стават. Ние тој предлог закон од владата што ќе стигне, каков и да е, ќе го поддржиме, иако е половично решение, затоа што овакви кризни времења едноставно нема време за филозофии, за политички дебати, мора да се делува луѓе во сенарапна екзистенција.